За вашето утрешно мени како пред јадење ви предлагаме да подготвите полнети ролнички. Морковите ги сечкаме на тенки долгнавести парчиња. И зелката ја сечкаме на тенки долгнавести парчиња. Макдоносот ситно го сечкаме. Ситно го сечкаме и чешнето лук. Исечканиот лук го ставаме да се пржи на загреано масло во вок тава на оган. Ги додаваме парчињата моркови. Откако морковите ќе се запржат, содржината од тавата ја истураме во цедалка врз длабок сад. Исцедениот морков со лук го ставаме во длабок сад. Маслото го враќаме во вок тавата на оган. На загреаното масло ја ставаме исечканата зелка да се пржи. Откако зелката ќе омекне, го додаваме грашокот. Потоа во тавата ги враќаме морковите и лукот. Откако целиот зеленчук ќе се испржи, ги додаваме чили и соја сосот. Содржината од тавата ја истураме во цедалка. Маслото го враќаме во вок тавата на оган. На загреаното масло го ставаме меленото месо да се пржи. Додаваме мешан зачеп. Посолуваме. Го додаваме и сечканиот макдонос. Испрженото месо го ставаме во цедалка. Исцеденото месо го додаваме во длабокиот сад со претходно исцедениот зеленчук. Го промешуваме филот. Корите ги сечеме на четвртинки. Со готварска четка со вода го премачкуваме едниот крај на првото парче кора. Потоа врз спротивниот крај на кората нанесуваме од филот. Преостанатите два краја од кората ги свиткуваме кон внатрешноста. Ја виткаме ролничката. Ја ставаме на чинија. Потоа ги ставаме ролничките да се пржат на поголема количина загреано масло во грил тава на оган. Откако ќе поруменат од сите страни, ги ставаме на чинија обложена со хартија. Листовите зелена салата ситно ги сечкаме. Ги ставаме на чинијата за сервирање. Врз нив ставаме тенки долгнавести парчиња морков и црвена пиперка. Потоа на чинијата ги сервираме полнетите ролнички. Декорираме со гранче макдонос. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 50 минути.